не, Пеперминтот, бенд од Скопје што постои више, рекој си, 15 на година и пол до 2, паузиравме и сега веќе све е па подмачкано. Почна ново е све, последно е другарка ти од мало, тоа е песна која што збори за другарката од мало, уствари што сите сме си ја имале некојаш и кога сме си ја имале млади, мала која била многу убава и сега кога старела се направила многу дебела со сало и со искинати хопки и пети онакви Сукачкалол на нозите. И ние пак си ја сакаме уште, уствари тоа е причата на песнава дека љубовта нема граници, па макар и да е сокашкавал девојката. Последниот албум е уште у тек, да ти кажам. Има снимено. Тој е издадениот албум, последен е ама ако, тој е последен, а пред него е и така, оствари некако така. И следен ќе биде еве баш вака ќе се вика и ќе биде излезен веќе скоро да е излезен, уште неколку песни му фалат. Настапи банду таму, сега дека да, самостоен концерт. Самостоен концерт сме тука Скопје е многу незахвално, ова место во Хавана, какво е за никаде, ни се лоши кој ќе ни текне. Тоа е едно од најлошите места у Скопјево, а тоа е едино место кај што не викаат да правиме самостоен концерт. Не, мора секојаш со секој албум уствари си следува самостоен концерт, така до сега сме правиле. Сега би требало да направиме до крајот на годинава, ама каде Хавана не знам каде. Ја мислам дека оваа година да направиме концерт, ако не на трговски центар на Кров горе, без негдека или у Жена парк, таму гс со гс, не сега да кажам гс со гс свртени со тој човекот што е со пешкирот. Добро, кажете ми за албумот по-конкретно, има нешто прилика временски, како Па датум на излагање на албумот треба да биде до пролет. До пролет ќе искочи една нова песна, а албумот ќе искочи до септември, значи може да и есен ќе влеземе со една нога у есен. Без знаат како доста луѓе откачени, нешто има наредниот материјал, него изненадување или ќе се останете последни на Јузна Пеперминт бомбона? Овој пат ќе заклучиме вратата со ова што го носевме до сега. Здраве, понатака може малце да дотераме работата на некоја малце подругачи израз да истераме нешто, мада мислам дека кога човек купува леп од некој од негде или нема везе, тогаш значи дека двајца луѓе го јадат тој истиот леп. Сега ако и на двајцата им се свиѓа, онда глупо е да им го смениш тој леп, да им даеш место леп некој друг леп, например, трет леп или четврт леп од друга фирма што го произведува. Така да Пеперминт е еден вид на пекара која што прави бомбони, Пеперминт, и тие Пеперминт бомбони нема да избегаме од нивната опаковка и од нивниот вкус, па што и да им дотураме, ќе бидат пеперминтови. Дали може да се живее во Македонија од музика? Апсолутно. Еве ние сите тука, гледај колку луѓе живееме од музика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 луѓе живееме чисто. Духовно живееме. Не само духовно, него и физички живееме од музика, затоа што и уствари сме многу среќни и радосни кога ќе посвириме негде и луѓето кои ќе ни речат: дечки, знаеш дека шампиони сте, Жими мајка? А пари? Што пари? Како ти е вака со екипа со банда, со едина дама? Мене ми е супер со оглед на тоа дека јас сум као биг мама у бендот, значи ако некој ги кара, ја ги карам. Ако некој кажува не вака, ја кажувам не вака, затоа што Абе, не лажам, стварно е така. И јас ги возам на свирки, до таму и назад. Кај да идеме, јас возам.
и ги пазам дали прават глупости или не. Биг мама, бе, си ги чувам. А и они ме чуваат нормално. Убаво ми е, многу ми е убаво. Дали сега, после толку години свирење заедно, вие више чувствувате и као фамилија, и знам и дека родени сте више. Буце, ние сме веќе дугачко време заедно и сме ородени тачно. Сме кумови, кумашинови, шинови сме. И така си функционираме, си пичиме доста време и да се навратам на минатото прашање, дека нема да се смениме, доколку би се смениле нема да бидеме пеперминт. Тебе, кој ти е најзначаен момент од пеперминт тестувањето? Најзначаен момент ми е, да речеме, кога пред 15 години, кога имав 14, кумашинот мој ми рече, Бозо, кумот мој, ми рече, Бозо, брат, поима немаш од свирење, дој да те земам, да те подучам малце, да посвириме малце кај мене у гаража у кисела вода. И валјда тогаш се зближивме и така, има и други моменти, ама сега ме мрзи да размишлям за да ти подобјаснам. Да, и тоа, и тоа. Најбољи настап за мене лично или бендовски? Па лично Ди фестивал би го одвоил. Велес фест, исто парче беше. Хавана. Има неколку, има 3-4, онака кај што се чувствувавме прекрасно со многу гости. Со, пример, Ди фестивал имаше 3000 луѓе. На здравје, кум. Многу сол искркаве, видиш како. Басма, што мислиш за македонската музичка сцена, за македонската музика уопште? Што да ти кажам? За мене Пеперминт е најдобриот бенд у Македонија. За остатокот од естрадата немам мислење, не знам што да ти кажам. А македонска музика слушаш? Освен Пеперминт, нешто друго? Па не, искрено ти кажам, не. Ништо, ни еден жар, ни еден правец. Па не, мислам, што... Майкл Джексон, да. Иначе да се навратам на претходното прашање, јас сум најновиот член во Пеперминт и не сум така нов, колку време више? 15 години. Горе-доле, толку е. Иначе Пеперминт ги слушав уште од нивните почетоци и видев на нивни настапи, на концерти и така коцки да се поклопија, да свириме заедно и многу ми е мерак поради тоа. Нешто да кажете што не Сакам да кажам дека секој човек, ако 3 пати, тогаш нема никој ништо. Сопка нема да се сопне ако не го брка. И толку. Тоа би било само да и порачам на нашите дека треба од околу да одат и да не се враќаат повторно кај што на истото место сопката некој им ја одела една мечка и ги сретнала и тогаш пилето ја одговорило каде тебе нема гај. Нешто ново сега која? Сега За многу брзо време ќе скочи песна. За да не речам, ама ќе речам Март. Да, нова песна Март. Албум Септембар. И да ти кажам нешто најискрено, никогаш нема да престанеме со свирење, ниту пак со креирање. Никогаш. Ќе го кажам, ќе го цитирам кумашинот. Значи, нас и никој да не слуша, ние пак ќе се свириме. И дали се живее од музика? Се живее. Ама многу тешко. Со 300 напори и чуда. Многу тешко.
Многу тешко, Жими Око, извини. Извини, Буце, ама тоа е.